Одисеја долга 3.500 километри за бегство од пеколот. 26-годишниот сириец Мохамед Ал-Хадж го раскажа трнливиот патопис од крвавата Сирија до ветената земја. Се почнува на почетокот на септември, кога ова момче го напушта родниот Алепо и преку Турција со брод доаѓа на грчки Лесбос. Го пречекува вистински хаос и 20.000 бегалци кои само сакаат, но не можат да го продолжат патот кон Македонија. Поради спората грчка реакција, тој мора и да протестира. Цели 5 дена чекал да го регистрираат за да се качи на траектот кон Атина. كثير سعيد انه رح نطلع هلا ونخلص من هذا الموضوع. Но главоболките на Мохамед не завршуваат. Во бродот го сместуваат на најгорниот кат каде нема воздух. Одлучува да спие надвор на палубата. لانه غير الحيوانات ما بيقعدوا هالقعده اللي قاعدين فوق. وعم ينظرونا نحن كسوريين نحن. Најпосле се качува во автобус за Македонија. По ужасот во Грција признава, очекував нешто уште пострашно. На граница стасавме доцна навечер, не пречека дожд каков никогаш не сум видел. Но и гостопринство какво не доживеав предходно. بعد ما اخذونا وقفونا على الدور اخذنا ارقام بعدين قالوا لنا روحوا على المخيم روحوا ناموا بالخيم طبعا وضع الخيم كان كثير سيء. Границата ја минува нелегално и со воз заминува кон Прешево, оттаму пеш за Унгарија. Успева да ја прескокне оградата, но му се нафрлаат полициски кучиња, а тој завршува во камп за бегалци. По 2 дена е во Австрија и најпосле е во воз на пат кон финалната дестинација. Во Германија се е поинаку, а по 25 дена, како цела вечност, конечно имам и кого да прегрднам, вели Мохамед, кој на железничката станица во Сарлуи се сретна со најдобриот другар. Сирискиот пекол е зад него исто како и чистилиштето, како што самиот го нарече своето патешествие. حاليا اشعر باستقرار جزئي خلينا نقول انه وصلت على البلد اللي كنت بحبها وانه بدي ادرس فيها واتابع فيها وقت